Отворање на клуб со име на познат соработник на фашистите не било говор на омраза. Според македонскиот шеф на дипломатијата Бујар Османи, отворањето на контроверзниот културен клуб Ванчо Михајлов во Битола од страна на Бугарија не ги навредува чувствата на македонците, а неговото име и улога за време на Втората светска војна било само различна историска интерпретација. Според историските факти, и тоа не само македонските, Ванчо Михајлов бил контроверзна историска фигура, соработник на нацистите и нарачател на убиства на бројни македонски дејци за слобода на земјата. Постоењето на клубот нема да се разгледува на историската комисија и нема да влезе во некој си иден протокол меѓу Македонија и Бугарија. Јас мислам дека тоа би било погрешен пристап, затоа што различните историски интерпретации не смееме да ги ставиме под говор на омраза. Под говор на омраза јасно кажува нашето законодавство што е омаловажување поради карактеристики на човек или припадност во група. И мислам дека ако го прошириме тоа во историските интерпретации, тогаш мислам дека отвараме токму поле за такви ризици за кои што зборуваме дека говорот на омраза ќе се интерпретира во делот на работата на историската комисија. Контроверзниот бугарски културен клуб беше отворен во средината на април годинава под силно полициско обезбедување во присуство на тогашниот бугарски премиер Кирил Петков, без ниту еден официјален представник од македонска страна. На отворањето му претходеше протест од страна на Битолскиот сојуз на борците и покрај свирежите и транспарентите Петков го отвори клубот, најавувајќи дека со вакви заеднички активности ќе се нагуваат добрососедските односи меѓу двете земји. Неговиот колега Ковачевски пак по неколку дена кажа дека бил разочаран и незадоволен што се отворил клуб под вакво име, но се остана на тоа. Клубот продолжи да действува и натаму ширејќи бугарска пропаганда, се до јуни кога вратата беше опожарена. Се најде и виновникот, познатиот пијач Ламбе Лабаковски, за некој деликвент, но за многумина символ на македонското незадоволство од бугарската политика на асимилација. Бугарските власти го оцени овој потек како дел од големата антибугарска кампања која според нив се води во Македонија.